Se vikam Abdullah Kadriju, roden i žitelj na Peškopea, roden v 1940 godina, rabotam како šofer-mehaničar. Se vikam Musa Bardi, roden vo Tirana v 1952 godina, bez rabota. Se vikam Selim Zekiri, roden i žitelj na Tirana, roden 1948 godina, po profesija mehaničar. Ja sam Kostadin Palumbi od селото Шесан околија Елбасан од земјоделската задруга Хајдаре. Во вакви алишта што ги гледате на мене, така е облечено и моето семејство. Камионот 2 до 3 метра од југословенската територија. Тука тој го сопре камионот, го угаси моторот и тројцата излеговме еден по друг бргу и влеговме во територијата на Југославија. Откако се доближивме до границата, за да не им бидеме сомнителни на војниците, бидејќи двајца бевме од Тирана, јас решив да се скрием под седиштето. Тука имав големи маки, бидејќи просторот е многу мал. Искрено да ви кажам, се чувствував многу неудобно. Меѓутоа маката на сете тера, а се работеше за борба за живот. Ова е местото со еден зборот каде што пребегнавме. Откако ја минавме шумата, се симнавме на асфалтот на патот Струга-Дебар. Овде голем впечаток ни остави големото движење на безброј моторни возила, живоста. Како луѓе што не виделе, ни остави впечаток оваа работа, бидејќи кај нас не сме навикнале да видиме толкави движење на моторни возила. Megjithatë, të shtyrë nga kurioziteti, gjithmonë po ja afroheshim Dibrës. И покрај тоа, водени од љубопитството, се наближувавме кон Дебар. Овде кога влеговме во градот, многу нешта ни оставија впечаток. Видовме едно смирено место со многу градби што беа различни една од друга, а кои ние таму ги викаме вили. Кога влеговме во Дебар, видовме еден систематизиран град со палати, со цветни површини и радосни и здрави луѓе, а не онакви какви што ни ги представуваа во Албанија. Што се однесува до хоризонтите на луѓето во врска со развојот на надворешниот свет, во Албанија се сосема нејасни, бидејќи таму се води една политика која ја крие вистината од народот, правејќи им пречки на ТВ станиците од другите земји. Од друга страна, таа ја збогатува својата програма со разни телевизиски емисии, со кои прави напори да ги запознае гледачите со животот во некои од најзаостанатите области во Индија или Африка, со еден збор со неразвиените подрачја. Додека за развиените подрачја не е заинтересирана, затоа што факт е дека многу заостанува зад нив. Ви кажав дека сум роден во околината на Пешкопеја, а живеев во Пешкопеја. Како што и сами гледате, тоа се селата од околината на Пешкопеја. Ќе ви говорам малку за состојбата на Дебарската околија. Пред да се оформат земјоделските кооперативи во Дебарската околија, оваа околија беше аграрно-земјоделска. Земјоделството беше примитивно, но имаше доста земјоделски производи.
По наредба на Енвер Хоџа, државата реши да се формираат земјоделски кооперативи. Овие кооперативи се во многу лоша положба, за да може селанството да живее од нив. Немаат најелементарни работи и селата се во многу лоша состојба. Откако беа донесени некои одлуки, може да се каже дека во споредба со состојбата од пред 20 години, денес сточарството е намалено за над 90%. Последниве години се реши да се одземе и тој добиток што останал, и сега селото е во речиси потполно осиромашена состојба. Се мисли само на залак леп. Без сточарство сега нема ни земјоделие. Ова е вистината за Дебарската околија. Еднаш и председателот рече: како е можно оваа околија, која многу места ги снабдуваше со граф, денес да биде во толкава лоша состојба? Сега оваа околија нема граф ни за своите селани. 3 килограми граф годишно се дава по човек. И кафе да не стига, а камоли граф. Јас сум Костадин Палумби од околијата Елбасан, село Шесан, земјоделска кооператива Хајдаре. Економската положба дома кај мене и во целата кооператива е иста. Работата во кооперативата ја почнувам од 5 часот наутро. Состојбата со исхраната е тешка, ќе земеш едно парче сув пченкарен леп и на работа. Јас работам директно во производство. Во процесот на работата работам на плевење на житото, пченката, на полевање, на собирање на пченка и други работи. Нормата што е предвидена е многу висока. Например, за плевење одредени се 1500 метри, за копање 2 ара, а вредноста на лекот е многу мала. Треба да работиш 2 дена за да земеш 40 до 50 лека. Нормата е многу висока и треба да работиш 2 дена за да ја исполниш. И кооперативите се многу слаби. Просечно земаат 60 лека на ден за работа, а со 60 лека можеш да купиш 3 кутии цигари или 1 кило урда и ништо повеќе. Во колку одредената дневна норма не ја исполниш, например, плевење на пченка или нешто друго, ако од 1500 метра сум изработил 700 метра, остануваат уште 800 метра. Овие 800 метра ги работам следниот ден. Постојано работиме околу 12 часа дневно. Што значи почнуваме во 5 часот наутро, работиме 12-13 часа се додека не се стемни. Тогаш се враќаме дома. За 15-дневна работа во кооперативата според норма и реализација земам 600-700 лека за 15 дена. Со ова можам да купам само еден чифт чевли, што значи за 15 дена само еден чифт чевли, додека за храна нема да остане. Сега, самата логика може да каже како едно семејство може да живее со овие приходи што ги обезбедува кооперативата, а за нив работи 16 часа од утро до мрак. Пченкарниот леп е 15 лека килограм, додека пченичниот леп чини исто како во другите места во државата. Но селанецот јаде 2-3 месеци пченичен леп, додека 7 до 10 месеци јаде пченкарен леп, што не е за јадење, тоа е за кравите. Но селанецот мора да го јаде, сакал јал, сакал не јал, сакал умрел. Тоа му е, ако речат, нешто се казнуваат со затвор. Ако еден ден не одам на работа, се преземаат тешки мерки. Првин почнуваат од лебот. Ако не си отишол на работа еден ден, тој ден немој да одиш на фурна по леб,
Затоа што не си се појавил, каде си бил? Зошто денес отсуствуваше? Не дојде на работа, не ти следува леп. Плюс и други мерки, критика, те зборуваат дека не си отишол на работа, кадрите на кооперативата велат, не ја сакаш кооперативата, не му го сакаш доброто на власта, го спречуваш производството, ја спречуваш реализацијата, ја спречуваш државата во извршувањето на незините задачи и така поред. Обврзан си редовно да одиш на работа во неделите, нема одмор, ниту еден ден. Таму селанството слободно време нема. Станува во 5 часот како војската, а тоа се однесува за целата околија, за целата република, за сите кооперативисти. Со звоно, бригадирите ги повикуваат на работа со паролата «Мажи, жени, да одиме да ја исполниме нормата». 16 часови, од 5 наутро до навечер. Тие се цел ден на работа, те држат под притисок. Граѓанинот е на работа и пред и попладне. Неделите, како што се знае, Божем се службен празник. Службени празници во Албанија нема. Неделните денови се за акција во земјоделието или за акција на чистење на тунели, бункери, се со цел луѓето да не бидат спокојни, да не може двајца намира да бидат. Свадбите се обично во недела, меѓутоа веќе следниот ден се оди на работа. Невестата утредента е веќе на работа. Свадбите се скромни. Ако некое семејство приреди голема свадба, се казнува по закон од страна на државата, дури и со затвор, така што немаш слободно време за излегување. Желбата на селанецот, оној кој што е во најлоша состојба, е да осигура залак леб. Не размислува за друг луксуз, зашто знае дека му е недостижен. Што се однесува до животните услови дома, тие се многу лоши, како кај мене, така и кај многу други. Дома имам потреба од многу нешта, например, радио немам ни еден стол, како што му прилега на човека. Немам маса. Куќата ми е лоша за да живееш како човек. Додека соработникот е поинак. На него се гледа со други очи и тој ужива приходи многу подобри од селанецот. Неговата економска положба е подобра. Јас сум шофер и месечно земав 6000 до 6500 лека. Шофер втора класа, механичар шофер, што значи јас, треба да работам околу 10 дена за ова. Го купив овој пуловер за 2000 лека, пред да дојдам ваму. За 2000 лека селанецот таму треба да работи 2 месеца за овој пуловер. И за еден месец можам да купам 3 вакви, а дома да не однесам ни еден лек. 700 до 1000 лека чинат нормални чевли, оти има и за 1800 лека. Јас ке работам околу 10 дена, а селанецот еден месец за еден чифт чевли. Додека интелигенцијата, водечката класа, се подразбира, секако има подобра материјална основа, и на нив се гледа со други очи од страна на власта, зашто е класа што директно ја обавува работата на власта, зашто е оружје што ја спроведува политиката на државата. Таа сигурно има поголеми претензии, меѓутоа таквите претензии не може никако да ги реализира, затоа што во однос на другите класи што се во полоша состојба, нивните желби се екстремни, например, во однос на селанецот. Селанецот се мачи да обезбеди залак леб, додека интелигенцијата има претензии да има кола. Меѓутоа, тој не истапува отворено со таква желба, затоа што тоа му е како сон. Што се однесува до кола,
таму е наметната политиката дека кола може да има еден фабрикант, еден милионер, а работникот никако не може да постигне да ја купи. Со еден збор, имање кола значи дегенерација на државата во спротивност со нашата линија и не е на нивото на животот во нашата земја. Но јас не се гордеам со несреќата на мојот народ. Мене ми паѓа многу тешко. Зашто тој е народ со биографија создадена во годините на војната и пред војната, народ напатен, мирен народ, работлив народ, послушен народ. И не е добро да се оди со парола во име на марксизмот и ленинизмот и да се насочи на пат што никој не може да го именува. Тоа може да биде каква било политика, но социјализам и комунизам не е. Тој што има причини да претендира на најелементарните права и бара некаква правда, се соочува со законот, затоа што диктатурата на пролетаријатот е над сето ова. Меѓутоа, пролетаријатот не се мрднал од умот за да спроведува диктатура врз себе. Ова е диктатура на власта врз пролетаријатот. Познато е и од историјата дека пролетаријатот секогаш бил водач на револуцијата и борбата, а сега таму пролетаријатот претрпува диктатура врз себе. Исфрлајќи разни пароли како што се да живееме како да сме опколени, партијата е мозок и срце на народот, оди па анализирај ги сиве овие работи. Контрадикторни се со многу нешта. За да речеш дека партијата е срце и мозок на народот, тогаш народот треба да биде парче месо, без мозок и без срце. Или да се зборува за едно време кога не сме имале провокација од други земји, како да речам, ние сме политизирани, зашто таму се спроведува една политика што вели дека човекот треба да е политички изграден и политиката да е на прв план, но да се занимаваш со политика не ти се дозволува. Од тоа што знаеме, познато ни дека од надвор не сме имале никакво вознемирување, но политиката на државата тврди дека сме опколени, односно дека треба да живееме еден тежок живот, тврдат заради опколеноста, да не очекуваме подобар живот и дека нормално војната да создава тешкотии за живење. Меѓутоа ми се чини дека тој самиот се опколил. Paramja e përgjithshme në ekonominë Shqipëri, në fakt, Албанија има големи природни богатства, и подземје, и надземје. Меѓутоа, тие богатства се користат за војни цели. Во последно време се градат бункери и речиси целата република е покриена со бункери. Gjithë Republika, si thosh, është zonë sipërfaqja e madhe e bunkerit. Edhe Зачудувачки е како може. Edhe ushtarak ka pas rastin Има случаи кога и војни лица биле казнувани затоа што сметале дека овие не се современа работа. Овие бункери можеле да послужат во Втората светска војна, а не се за една современа војна, за која светот поинаку се подготвува. Трошоците за овие бункери изнесуваат 350.000 лека по бункер. Овие огромни издатоци би биле од голема корист кога би се употребиле за народот и за целата економија. Но ова го прави режимот на Енвер Хоџа, за кај народот да ја одржи фамата дека сме опколени од соседните земји, со кои никогаш не сме имале никаков судир. Ова го прави за да си припише заслуги, а 50% од територијата е покриена со бункери. Që të flasësh për Shqipërinë, atë nuk mund ta bëj çdo njeri. Не може секој да зборува за Албанија. Që të flas për gjendjen në Shqipëri, një Например, vizitor да nuk është зборуваш за gjendje. состојбата во Албанија како Se ai посетител не përveç можеш. faktin
Самиот факт што престојот е краток и од посетителот се крие вистината, зашто нему му се подготвува програма од страна на луѓето на партијата, него го водат да посети систематизирани работи што оставаат впечаток дека целата земја е таква, додека вистината се сокрива. Dhe ku çohet edhe të vizitoj disa gjëra të vogla të sistemuara që të lejnë përshtypjen pothuajse i tillë është gjithë vendi. Kurse realiteti i fshifet. Туристот може да шета само по тие места каде што се мисли дека се живее добар живот, додека некои други места што се позафрлени нема право да ги посети. Места систематизирани, организирани и мобилизирани каде што работникот ужива добри работни услови, ги има многу малку. Поголемиот дел од предпријатијата, речиси 90%, се на занетчиско ниво, не се индустриализирани, што требаше да се спроведе во последниве години. Mirpo, duke ndodhur gjëra të tilla, туристи nuk është Но туристот нема увид во вакви работи. Туристот не сакајќи од кога ќе се врати на своите луѓе ќе му го пренесе токму она што е спротивно од вистината. Ако говориме за посетителите што ги посетуваат своите роднини, сестри, браќа, обврзан е да биде внимателен, затоа што од семејството му е нарачано во своето место да не ја прикажува вистината, зашто таму семејството на посетителот ќе има последици. Jo të vërtet, se mbasi do të ketë edhe pasoja e familja e vizitorit. Mirë po edhe vizitorët, një diçka të tillë, ato Така посетителите прифаќаат еден компромис, се согласуваат за на семејството да не му донесат неволји и да остават место за други посети, за да можат да му помогнат. Me një fjalë që ti ndihmojnë këto familje. Edhe kanë heshtur edhe nuk ja kallëzuar realitetin. Така се молчело и вистината не се кажувала. Për mendimin tim, nga fajet më të mëdhaja Токму ова, по моје мислење, е една од најголемите грешки на посетителите од покрајната Косово. Ако тие на своите им ја кажеа вистината, а од вистината човек не треба да се плаши, вистината е вистина и мора да избие. E vërteta është e vërtetë dhe do të dalë. Обврзан сум да говорам за состојбата на косоварите што живеат во Албанија, кои немаат еден регуларен третман. Може да се рече дека не се и познати, немаат третман како кон браќа на албанците во Албанија. Дури за косоварите што емигрирале во Албанија не се покажува никаков интерес. Ова се огледа речиси во сите насоки. Косоварите што живеат во Албанија немаат добри услови за живот. Не постои никаков интерес да им се даде работа. Немаат еднакви права за школување како што ги имаат другите области. Krajinë të tjera, është diçka krajinore. Ka shumë kosovarë, kupton, që janë pa punë. Има многу косовари без работа. По демонстрациите што неодамна се случија на Косово, почнаа да покажуваат некаков интерес за овој народ од Косово, што се наоѓа во Албанија како емигранти. Në Shqipëri. Nuk ka pas ndonjë интересим të madh. Немало некој голем интерес кон нив, со исклучок на некои личности што работат директно за државата. Direkt me shtetin. Për sa i përket demonstratës, në qoftë se Што се однесува до потребата од демонстрации, по наше мислење, тие требаше да бидат изведени од страна на емигрантите од Косово што живеат во Албанија, затоа што тие не ги уживаат истите права како албанците на Косово. Зашто косоварот ги ужива сите права, ја има слободата во полна смисла на зборот, онака како што се сваќа. Тој има право да се занимава со сточарство, да работи во разни форми, во државно предпријатие, да работи приватно по државните закони, да работи секаде во светот.
Не е спречен да работи како што сака и каде што сака. И со тоа да ја подобрува собствената економска положба и положбата на семејството во Косово. Додека ова во Албанија не постои, било да се работи за грчката емиграција, за косовската, за македонската емиграција или за црногорското малцинство. Тие се занимаваат главно со земјоделие и се трудат да одржат живот, затоа што таму не екзистира зборот слобода. Зборот постои, но вистинска слобода нема. Тие се прогонувани од страна на албанските власти и сигурими и се казнуваат со многу остри казни, се интернираат во разни села. Ако имаше потреба од демонстрации, тоа требаше да се стори во Албанија. Таму е најпотребно. Таму животот е во една многу лоша состојба, односно е неподнослив. Но било каков обид се потиска со разни пароли и сигурими, кои заедно со партијата не играат праведна улога кон народот, тие не се начело на производството, туку се начело на канцелариите, каде што бараат само поднесување на сметки. Во една земја толку мала, со еден голем сигурими, народот не може да излезе накрај, зашто е земја индустријски земјоделски неразвиена и по развиеност се вбројува во последните земји во Европа. Ако сите се ангажирани во сигурими, некој треба и да работи. Меѓутоа факт е тоа дека работи еден, а издржува два-тројца без работа. Сама по себе ваквата економија ќе се распадне. Инаку вака ќе работи слепиот за да живее неработникот. Што се однесува до сигурими, како и во сите други држави, и кај нас треба да се има безбедност, додека во Албанија, според моје мислење, што се однесува до тој народ и до тој социјалистички систем, велам дека таа безбедност е претерана. Тие прават напори да се инфилтрираат во разни форми во предпријатијата, во семејството, каде што си спречен да му се довериш дури и на најблискиот, затоа што може да те денунцира и да те казнат по законот. Добро, но казнувај еден, казнувај друг, тоа лошо се одразува врз народот. Оваа политика не е добра. Со самиот факт што постојат многу политички затвори и политички затвореници и многу интернирани села. Со еден збор не постои една искрена политика. Постои една шпекулантска политика што лежи врз грбот на работничката класа. Klasës punëtore. Да ви ја кажам вистината, сигурими на Албанија има направено многу масакри. Луѓе блиски меѓу себе се прашуваат какви се можностите Албанија да излезе од оваа тешка состојба. Не да нема храбри и млади албанци, но поредокот ги има потресено луѓето. И таму, кога се одржува некаков голем митинг во Тирана, не можеш да се доближиш, затоа што на секои 10 метри се наоѓа по еден војник и еден од сигурими, и не можеш да му се доближиш на Енвер Хоџа, зашто го чуваат многу далеку. Толку години ништо не се случува. Младината е притисната. Нема ни слобода, ни правда. Ќе ти најдат лажни сведоци и ќе го признаеш и тоа што не си го сторил. Таму е обколено, интернација, затвори и ништо друго, само патот на Сталин. Освен интернација и затвори нема ништо друго. Тој се решил само за Сталиновиот варварски пат и го притиска тој 2-милионски несреќен албански народ кој пати. Што се однесува до верата, познато е и од разговорите што сме ги воделе со другари кои ја познаваат верата, начисто сме дека вера не постои. Добро, но има една нова вера, која ако не и веруваш, те убива. Ова е токму Енверовата вера.
Mirë po, Dobro, sa do shkoj koliko gjatë dolgo kjo će punë, traje ova se rabota? mund të Zato što gënjesh një možeš da njeri, lažeš jedan një grup čovek, njerëzish, jedna për një grupa popull luđe, që tjetër no nuk e jedan gënjen narod dot. cel život Edhe ne kështu možeš da që go lažeš. Dikur mos këto brezat e ardhshëm, atë njeri do ta ndërshkojnë. E kupton? Idnite Se generacije ka një nekogaš politikë će shumë go të poshtër, prodzrat, zašto i vodi cili niska është politika, kthyer direktno direkt në një svrtena kon kriminal kriminalot, që nuk koja što ne arrin može dot da ta se zapre i kontrollojë dot kontrolira. veten. Ati njeriu ti kanë hik në ndjenjat e humanizmit. Toj čovek Edhe ima nuk izgubeno e čuvstvata shmon za njeriu humanizam si i ne kapitalin goceni më të čovekot shkushëm. kako najgolema vrednost. E ka Site kthyer luđe gima krejt në pretvoreno kaf, vo životni, vetëm samo da për të jadat hëngur lep bukë i edhe ništo as drugo. edhe një diçka tjetër. Njeriu me fjalë aty nuk e gëzon fare lirinë. Čovek od Ai është sveden i zbor ndrydhur voopšto ne ja edhe uživa është i slobodata. detyruar që të To je peshti. preplašen i E prinuden je da kupton, molči. edhe të rri ashtu, Go e imat ka zonë navjanato fatkesia i taksiratëve, nesrećite aty durojë të i gjithë na këto svojot grb mora da gi gjëra podnesuva kurrizin e sive vet. ovje raboti. Ndërsa udhëheqja Dodeka dhe rakovodstvo njerëzit te që luđet rrethojnë okolo nego udhëheqjen, imat poinakvi ato prava, kanë të drejta živat tjera, mnogo podobar gëzojnë život, jetë shumë më imat të nekoj mirë, privilegiji što gi kanë nema disa të rabotničkata drejta që klasa, nuk i gëzon as inteligencijata punëtori, i as selanstvoto. inteligjenca fshatari. Ato hyjnë edhe dalin jashtë sa herë të kenë qef. Për mendimin tim, kjo nuk është Tije drejt, izleguvaat ata od nuk zemljata janë koga njerëz sakaat. të Po moje dërguar mišljenje, nga ova ne Zoti je për pravedno të zašto rregulluar tije ne se shërbim. luđe isprateni Vetë od gospoda populli za da ja ka sredat shumë njerëz Albaniji. të ndershëm, Vo sami njerëz od të narod ima zgjuar, me dosta shkollë, luđe që ka počituvani, mundësi që ta pametni, marrin ato obrazovani, shtafetën dorë, koji imat edhe të možnost ecin da ja paralel me prevzemat popujt e tjerë të palkata vo botës, svoj race se i i da kanë odat të vo gjitha čekor so mundësitë. drugite narodi vo Ai svetot, tashti zato što gi me imat atë site mendjen e preduslovi. vet, e kupton, Toj fanatiku, sonegovata e pamet kupton, eden ai fanatik është se betuar zarekol da ne gomenuva që të patot, mos da ne go izneveri ndryshojë marksizmot i rrugë, edhe mos leninizmot, ta trajtojë ubeduvajći se deka marksizmin-leninizmin će duke u jademe shprehur treva që ne do i të nema da go varë, predademe edhe marksizmot i leninizmot. marksizmin-leninizmin nuk e trajtojmë. Ja se ova Unë ne nuk e go kuptoj, razbiram. jas unë, Ne po edhe samo shumë të jas, tjerë toko i atje. mnogo drugi tamo ne Pse razbiraat zašto ku i e kade gjen ky ovoj zotnia gospodin go një najde ovo shprehje të izraz tillë në vo librat e knjigite na Marksit, Marks, që deka duhet treba da hanë se një jade barë treva edhe vije za da në ne kine, se mos menuva ta negovata ndryshoni. linija. Edhe kështu për I mendimin taka, po tim, moje mišljenje, unë them govoram me iskreno, sinqeritet to je sistem që možeš da atij go narečeš t'i kako što vehet sakaš, fardulloj emër no tjetër, se socijalistički ai sistem socializmi ne je. nuk është. Ako Po go që ta sporediš ndryshojnë so fašizmin, fašizmot, ma merr mendja se edhe smetam fašizmi deka duhet të jetë duri i mirë. fašizmot je podobar. Po dëshira e teme edhe gjithë njerëzisë është që njeriu të rrojnë tamam si shërojnë njerëzit. Moята želba i želbата na site luđe je da živeat kako luđe, da imat dobar stan, da imat krevet, postela, televizor, radio, da gi imat site raboti što mu se potrebni na čovekot. Ja s ovje raboti nikogaš ne gi postignav. Plus toa treba da ima čini, lažici, tepsi, novije raboti gi nema. Ova je jedan mračen i crn život, nesrećen život. Ne možeš da odeš doma, a da si spokojen. I kućata je mračna, crna, nema voda. Treba da odiš daleko za da je doneseš, što znači se žive jedan život, kako vo 17. vek duri i pološo. Si pasojë e mosigurisë për të jetuar, edhe kushteve më elementare të jetesës, mbasi Kako edhe nuk posljedica isha shpifare od ku të jetojnë. nebezbeden život i nemanje elementarni životni uslovi, pidejki voopšto nemav kuća kade da živeam, prinuden bev, me razbiraš, a i nadešta je imav zagubeno sosema, i gi ostaviv majka mi i sin mi. Më vjen keq, se nafta do të kenë edhe ndaj pasojë. Por međutim, Teško mi je, zato što može bi tijek imat nekakvi posljedici. Međutim, sepak sum optimist, bidejki ke najdem majki, tatkovci i deca, na koji ke im objasnam. Ke im objasnam na celata pokrajina Kosovo, za sostojbata v Albanije, za nezinata politika. Mu më shtyu arsyeja, kupton se isha në moshën 30 vjeç. Edhe ushqesha na Mene me navedova pričinite što sam na 30-godišnja возраст, a me hrane roditelite. Tatko mi je penzioner, se hrane od platite na dvete sestri i brat mi, što se pomladi od mene. Punosha në ndërmarrjet e shtetit edhe jam largu nga puna, kupton? Ja se работев во државно предпријатие, но бев отпуштен од работа по желба на предпријатието 3 пати. И речиси 3,5 години бев без работа и бев принуден да емигрирам, да ја напуштам земјата и покрај тоа што знам дека моето семејство ќе има последици, ќе биде интернирано и ќе имаат голем притисок од власта. Tash nga detyrimi që më detyruan kushtet familjare mua, që më largoa familjes,
Семејството ќе има проблеми како од економска страна, така и од страна на државата, на нив ќе се гледа со други очи. Ќе се зборува, ќе се интернираат. Во целост вака се постапува со семејствата на оние што бегаат и што зборуваат против државата на Енвер Хоџа. Кога ова би било законски регулирано, ви велам дека би имало многу бегалци. Велам многу, затоа што земја и татковина можеш да наречеш кого сакаш, ќе го наречеш оној што ќе ти создаде животни услови, слобода. Оти земјата е иста. Луѓето се исти, ме разбираш. Јас да работам во еден марксистичко-ленинистички систем за кој се зборува во Капиталот на Маркс, дека пролетерот бара работа и покрив над глава, таму овие работи ги немаше. Работа има, но покрив нема. Јас работев во државна работа, но служев како алат, а натаму кон мене немаше никаков интерес и се во ова постојано ми создаваше немир. Животот без живот нема смисла и така бев принуден да избегам. Се наоѓам на територијата на Југославија. Татковината ми е таму. Но татковина имам таму каде што има слобода и има живот, сигурен живот. Татковината е таму каде што е слободата и животот.